На 25 и 26 ноември се одржа уште еден општински саем Зелс Експо. Свое представување имаше и општина Карпош. Може ли да ни кажете со што се представува општина Карпош на овој саем на општини? На овој саем на општината, општина Карпош ги презентира своите можности, прединвестициони можности, како и проекти кои што има намера да ги прави, и проекти кои што веќе ги направила. Меѓу другото се презентираме и со нашата стратегија за образование. Имаме извонредна можност за сите они инвеститори кои што сакаат да дојдат во општина Карпош. Тоа се нашите урбанистички планови, перспективите кои што тие ги нудат, како и проекти кои што ние ги подготвуваме за работа во иднина. Споменавте проекти кои се реализирани, кои ќе се реализираат. Може ли да ни кажете дел од нив? Дел од тие проекти се реконструкцијата на училиштата. Оваа година ги реконструиравме Димо Хаджидимов, Петар Попарсов и Лазо Трповски, а се заменети прозорите и крововите во Аврам Писевски и Војдан Чернодримски. Наредната година уште 2 или 3 училишта исто така ќе реконструираме. Следната голема работа е фасадата што ја направивме на кај Мал одмор. Реконструирани се оваа година 27 улици. Кога зборам за реконструкција, не се работи само за обична замена на асфалтот, туку напротив се менуваат и рабниците, се менуваат тротоарите, се поставува нова инсталација за телеоптички кабли, за интернет врски, се менуваат канделабрите, значи ново улично осветлување. Ако нема атмосферска канализација, се прави нова атмосферска. Ако е проблематична фекалната канализација или се наоѓа зад куќите кај што е проблематично за интервенции, значи ја вадиме и напред, што значи дека оваа година скоро повеќе од 9 километри имаме направено улици на територија на општина Карпош и наша заложба е да до крајот на мандатот бидат реконструирани сите собирни улици на територија на општина Карпош. Има ли еден поголем проект со кој можеби највеќе ќе се представи општина Карпош на овој саем? Најголем проект со кој се представуваме, тоа е проектот Кеот на Вардар, значи од Александар Палас до ресторан Имес. Тоа се големи инвестициони можности. Проектот го подготви израелска фирма, израелска компанија. Ние во меѓувреме го работиме деталниот урбанистички план, после што ќе да се опочне со реализација на овој урбанистички план. Имавме можности претходно да видиме дека имаше доста посетители на штандот на општина Карпош. Што мислите, што е она што најмногу ги привлекува? Посетителите и граѓаните знаат дека општина Карпош е организирана, значи можете да видите само од самиот естетски изглед на штандот, од големината на квадратурата која што имаме, од рекламниот материјал кој што го имаме со себе, од пристапот на нашите вработени кон странките кои што доаѓаат и така натаму, сето тоа има едно влијание врз привлекувањето на граѓаните или посетителите на овој саем на нашиот штанд. Задолжена за организацијата за штандот на овогодишното представување на општина Карпош сте токму вие, па сакаме да ве прашаме колку ви беше потребно за да го организирате сето ова и дали беше тешко? Бидејќи со години наназад секторот за развој е организатор на саемот на општини, веќе имаме пракса, знаеме, умееме и ја организираме така како што гледате и самите дека имаме еден од најголемите и најубавите штандови. Иначе за организација на оваа манифестација, мислам представувањето на општина Карпош на оваа организација на ЗЕЛС, навистина бара и е потребно многу време. Ние наназад можам да кажам слободно дека 2 месеци се подготвуваме за да можеме да настапиме на оваа манифестација, бидејќи ги организираме сите сектори кои што се во општината, бидејќи секој од секторот требаше да подготви материјал за сето она што е сработено досега и мислам дека материјалот кој што го имаме не ни се доволно ни 2 дена за да можеме да се презентираме за се она што е досега направено во нашата општина.
Како што веќе рековте, значи имате еден од најголемите и најубавите штандови. Колку сте вие задоволни од посетеноста на вашиот штанд? Како викаат, од утрото се познава денот, ценејќи по тоа колку после самото отворање на сајмов на општини, колку луѓе проаѓаат, колку се интересираат, колку сакаат да знаат за одредени проблематики и колку сме навистина посетени и како пролазници и како учесници за дискусија и за прашања кои што сакаат да дознаат нешто повеќе, сме презадоволни како општина и се надевам дека и во текот на денешниот ден, а уште повеќе како сабота неработен ден, дека посетеноста ќе биде уште поголема, а всушност и Карпош има што да понуди и предпоставувам дека и затоа посетеноста е толку голема.